Земјоделците не треба целосно да се потпрат на субвенциите, туку првенствено на својот труд и пронаоѓање пазари на кои заеднички ќе можат да ги пласираат производите. Ова беше истакнато на денешната работилница Мисли на пазар не само на субвенции. Целта на оваа работилница беше да се запознаат сите чинители во секторот на земјоделство со проблемите кои ги имаат земјоделците при производство и барање пазар за своите производи, како и производните цени на домат, пченица и грозје. Сакаме на еден начин да укажеме на нашите земјоделски производители да не мислат само она држава што го дава, да кажеме за субвенции, бидејќи станува збор за субвенции, треба да се размисли нашиот земјоделски производител колку го кошта самото производство додека да дојде до самиот производ. Што значи треба да ги има пресметано сите калкулативни трошоци од агротехничките мерки до сите репроматеријали, семенски материјали, ѓубрива, заштитни средства, треба да знае. Тоест неминовно е да знае колку го кошта цената на чинењето на даден производ. Еве ќе спомнам, бидејќи станува збор за пресметени пресметки на 3 производи, тоа се доматот, бидејќи станува збор за работилница која се одржува во претежно градинарски регион, неминовно да знаеме барем на дел од на еден од градинарските производи кои што се производуваат во нашиот регион, грозјето и пченицата. Според сите оние пресметки, тоест калкулативни пресметки што ги имаме извршено на теренот уназад неколку години, можеме слободно да кажеме дека цената на чинење на производ домат некаде околу 22 до 23 денари, станува збор за калкулативни трошоци по производ некаде околу 50 тони по хектар или 5 тони од декар. Брошурата Мисли на пазар не само на субвенции е издадена во рамките на проектот Коалиција за правични и транспарентни политики, што го спроведува рурална коалиција од Куманово во соработка со неколку партнерски организации. По тој повод ја организираме денешнава тркалезна маса, на чија цел е да се запознаат сите чинители од секторот земјоделство со проблемите и потребите кои ги имаат земјоделците при производство и барање пазар на своите производи, како и производните цени на 3 производи, тоа се доматот, грозјето и пченицата. Инаку проектот е во рамки на проектот УСАИД за граѓанско општество, спроведуван преку фондацијата Отворено општество Македонија. Целта на проектот е подобрување на економска конкурентност преку јавно и транспарентно спроведување на земјоделските политики со фокус на пазарот, не на субвенциите. И исто така на крајот од проектот ќе биде потпишана една платформа за соработка и солидарност потпишана од околу 20 на здруженија, и таа платформа во иднина ќе ги брани интересите на здруженијата пред институциите. Преку спроведување на проектот се планира креирање платформа за соработка и солидарност, која на крајот од проектот во јуни годинава ќе ја потпише 20 на здруженја и кооперативи, што според Магловска ќе биде основа за почитување на поставените точки од засегнатите страни во секторот за земјоделство. Проектот Коалиција за правични и транспарентни политики се реализира преку проектот на УСАИД за граѓанско општество, поддржан од фондацијата Отворено општество Македонија.